Сојузот на синдикати поднесе предлог закон до собранието за намалување на функционерските плати. Бараат наместо да бидат поголеми за 78%, тие да се пресметуваат според општиот колективен договор. Како што за Алфа велат од ССМ, нечовечки е толку да се зголемат платите во време кога граѓаните едве крпат крај со крај, а живеачката станува се поскапа. Велат дека функционерите не сработеле ништо за да го заслужат ова енормно зголемување. Со еден систем за плати во јавниот сектор ќе може да се воспостави ред, меѓутоа тоа е после амандманот кој што го поднесовме до собранието, да се одважат пратениците и да донесат таков закон на плати каде што ќе влезат и функционерите и нема да го имаат тоа на зголемување од 78% како што го имаат. Туку да си ги вратат и они платите по старо за да може со новиот ребаланс на буџетот да се издржи сето тоа по грбот на граѓаните. Синдикатот предлага порастот на платите на вработените во јавниот сектор и на функционерите да биде еднаков и без дискриминација, согласно општиот колективен договор. Сите се револтирани затоа што навистина енормно зголемување, скоро 80% плата на функционери, наспроти 5 до 6% зголемување плати во реалниот сектор. И додека синдикалците сами подготвија предлог закон, владата и натаму тактизира. Премиерот пред 4 дена зборуваше едно, а сега друго. Димитар Ковачевски прво рече дека работеле на нов закон со кој ќе се исправи одлуката на Уставен за зголемување на платите, а вчера пак рече дека тоа не било можно, зашто судот повторно ќе го укинел. Овој закон јас го бев предложил да се донесе уште пред да има одлука од Уставниот суд. Враќање на платите на претходното ниво е укинато од Уставниот суд. Добре, со предлог закон и знаете вие како можете би пак да процедурата во поднесете собрание. закон и пак ќе го укине Уставниот суд. Јас го кажав уште пред да се случи таа одлука на Уставен суд е дека државата работи на изготвување на закон за плати, со кој што еднаш за секогаш ќе се стави ред во платите во јавниот сектор. По одлуката на Уставниот суд, нешто повеќе од 1000 функционери веќе 6 месеци добиваат 78% повисоки плати, дека владата веднаш мора да изнеде неодложен механизам за враќање на платите во првобитна состојба, веќе алармираа повеќе економски експерти и аналитичари, меѓу кои Институтот за економски анализи Finance Think.